Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за различни препознавачки молекули, односно рецептори кои може да се наоѓаат во крвниот серум или пак на различни клетки од имуниот систем. И овие препознавачки молекули, односно рецептори, служат за препознавање на различни антигени од различни патогени организми или пак некои други антигени кои не се од патоген организам. Сега, само на кратко ќе видиме антигени и антитела, нормално понатаму и ова подетално ќе разгледуваме. Се уште сме во воведот. Значи, да речеме дека ова е нашиот организам. Така, значи ова е организмот. Сега, од надвор во организмот, значи може да навлезат различни страни тела. Така, значи овие ќе речеме дека се различни страни тела. Сега, ова може да бидат некои патогени организми, така да речеме дека ова е патоген организам. Вака. Значи патоген организам тоа може да е некој вирус, бактерија, некоја си габа или слично, така. И така натаму и така натаму. Или пак може да се некакви токсини, така некоја си супстанца, например отрови, така произведени од некои си животни или слично. И сите тие супстанции кои ги внесуваме, кои може да се внесат во нашиот организам, при кои од кога ќе се внесат, нашиот имун систем, значи да речеме дека овие се клетките на имуниот систем, даваат некаков одговор, значи нашиот имун систем дава некаков одговор при внесување тие страни тела, значи дава некаков одговор. И ако имаме внесување страни тела и имаме одговор, во тој случај им даваме и различни имиња на одговорот и на страните тела. Значи страните тела, всушност без разлика кои да се, ги нарекуваме антигени. Значи замислете се дека се против нас, ние нашата информација се гените, така да запамтете си кога антигени, а одговорот кој имуниот систем го дава е преку антитела, веќе вие се страни тела, така. Значи антитела или исто така наречени имуноглобулини. Сега, зашто се потребни антителата? Едноставно, за да се препознае и за да се врзе на некој начин антигенот, така, со цел да може да се неутрализира понатаму од страна на имуниот систем. Сега, за да се ослободат овие антитела, мора да се препознае дека постојат некакви си антигени кои се внеле во организмот, така што имуниот систем може да даде соодветен одговор, односно со антитела. Сега, за да препознае, треба да ги имаме овие препознавачки молекули. Внатре, во крвниот серум, значи во крвните садови, ќе нацртаме вака крвен сад. Така, значи внатре во крвните садови имаме многу компоненти, значи многу протеини и слично, но едни од тие препознавачки протеини, односно молекули, кои ќе бележам вака со две бои различни, се MBL, со големо М, и C1Q. Значи овие се наоѓаат како дел од крвниот серум и се класифицирани како колектини. Така, значи овие се колектини. И се нарекуваат колектини бидејќи се составени всушност од колаген и лектин, слични делови имаат. Лектин се протеини кои врзуваат јаглен хидрати. Значи имаат всушност два вида на протеини, така, значи колаген и лектин слични протеини кои ги играат овие колектини MBL и C1Q. И овие лектини внатре во колектините на овие препознавачки молекули се битни бидејќи доста од бактериите, например ако ќе бележиме со црвена боја на бактерија, на својата површина имаат различни видови на шекери. Така имаат различни видови на шекери, реков дека лектини се протеини кои препознаваат, односно се врзуваат за различни шекери. Така што тие лектини во делот на овие препознавачки молекули се битни бидејќи може да се врзат со шекерните компоненти на површината на бактериите. Постојат и други рецептори кои се врзуваат со шекерите на бактериите, например, или пак и на габите, тие имаат шекери. Например, имаме различни клетки на имуниот систем кои имаат
тол. Сличен рецептор кој ги препознава овие липопори полисахариди, поточно TRL4. И понатаму тоа помогнува за стекнатиот имун систем. Сега, добро, тие вака кратко разгледавме некои кои се наоѓаат во крвта. Наравно има многу повеќе за ова да се збори, но повторно напоменам, ова е уште само воведот сме за имунологија. Сега ќе започнеме да збориме за различни имуноглобулински протеини, односно домени. Сега зборевме дека, спомнавме дека стекнатиот имун систем главно се содржи од Б и од Т клетки. Така, значи, ова е Т клетка, ова е Б клетка. Сега, Б и Т клетките имаат рецептори на нивната површина кои се членови на една имуноглобулинска генска суперфамилија. Значи, постојат многу, односно овие гени кодираат протеини кои се составени од кои играат различни имуноглобулински домени. Сега, сите овие протеини кои се кодираат од оваа имуноглобинска генска суперфамилија се презентираат, го збришеме, на површината, значи ќе бележиме вакви како ипсилони, се презентираат на површината на овие Б и Т клетки. Значи Б и Т клетките, нормално овие сите се различни, јас иако ги бележам со иста боја, например, сите се малку поразлични, од нив се протеини, имаат сложена структура, која ќе разгледаме, но се презентираат на нивната површина со цел Б и Т клетките може да препознаат различни антигени. И сите овие, всушност овие се антитела, односно имуноглобулини, се високо флексибилни и многу специализирани протеини, така имаат специализирани домени, односно рецепторни места, да речеме дека ОВДК е рецепторното место што го бележам со црвено, така. Ние главните имуноглобулински рецептори кои се изразени на Б и на Т површината за кои ќе збориме, ќе бидат Б рецептори, така, значи Б рецептори, ќе збориме за Т рецептори, накратко. Ќе збориме за МХЦ, Major Histocompatibility Complex, и ќе спомнеме за некои Т клеточни, односно додатни помошни молекули како CD4. Сега да го ставиме оттека, ставиме има тука и код други протеини. Тоа ќе речеме дека е CD4. Сега само накратко ќе видиме како изгледаат овие рецептори, значи Б рецептори, Т рецептори, CD4 и така. Значи они имаат сите различни структури, но главно се од протеинска природа. И ова е некоја си општа, значи, шематска презентација. Значи тие на лево, повторно е 3D модел на некој од протеински, негативната протеинска структура, гледаме дека имаме бета плочи. Така, че имаме бета плочи. Сега не можам да објаснувам што се бета плочи, алфа хеликси, значи тоа по молекуларна биологија или биохемија. Бета плочи кои идат антипаралелно и овдека гледам например ова се врзува со другото преку овие дисулфидни мостови. Значи имаме тиоаминокиселини. И овдека гледаме дека тука горе ќе се врзат антигените. Така, треба се врзат антигените. И овдека со боја исто ни е бележано варијабилни региони, константни региони и хиперваријабилни региони. Зашто ќе спориме понатаму, односно константни, да, овој регион кој што е за сите имуноглобулини исти. Така, значи тоа е кој основата. И сите го имаат истиот тој константен регион. Додека горниот дел, тој што препознава работи, е различен за сите. Така, сите се различни и многу се варијабилни. И затоа имуниот систем може да одговори врз голем број патогени организми или односно голем број антигени. Сега, првично ќе се задржиме на структурата на имуноглобулините, така и Б клетките. Ќе земеме, ќе направиме една Б клетка. Значи, ова е Б клетка. И рековме дека имуноглобулините, односно рецепторите, се наоѓаат на површината и главно се изградени како што видовме на горна слика. Значи, имаат лесен ланец, имаат тежок ланец. Тие ланците нормално се протеини, кој или е поголем или е помал. Лесниот ланец е помал, тешкиот ланец е поголем. И лесниот со тешкиот видовме дека е врзан со дисулфидни врски. Сега, иако тоа го има, односно го има нели овој имуноглобин, го има на површината, тој не е главно заложен за пренесување сигнал. Значи, овдека ако зумираме, например, овој тука дел, го зумираме така што, например, ова е мембраната на Б клетката, и сега ќе речеме дека со зелена боја, дека ќе го направиме, да биде вметнат,
И вака нека биде, ќе го направиме вака. Значи ова вдека сега всушност што го нацртав е ова вдека горе што го имаме. Така, значи го имаме тој имуноглобулин. И бидејќи е вметнаме во мембраната, се нарекува мембрански врзана молекула на имуноглобулин, или пак уште кратко може да биде М и Г. Сега, овој мембрански имуноглобулин всушност него пренесува сигналот. Значи да речеме ако тука се прикачат одредени антигени, така че имаме одредени антигени, сигналот не се пренесува внатре во Б клетката. За да се пренесе сигналот, всушност на двете страни од овој мембрански имуноглобулин имаме хетеродимери. Значи секој од овие ланци е еден всушност протеин, така значи ова е протеин и ова е протеин. И овдека имаме протеин и тука имаме протеин. Сега викам дека се хетеродимери, дека се изградени од два различни протеини, дека се два, затоа е димер. Така што, како ќе бележам со друга боја. Едниот е имуноглобулин алфа, другиот е имуноглобулин бета. Така и они се врзани еден со друг и затоа се димер, бидејќи се различни, се хетеродимер. И тие интересно е дека имаат еден вид протеински опашки, наводници опашки, кои идат надоле внатре во клетката, така што може да го пренесуваат сигналот. Значи, овие се хетеродимери. Изградени од имуноглобулин алфа и имуноглобулин бета. Сега интересно е дека во зависност од кој М и Г, така од кој мембрански имуноглобулин е експресиран на површината бета клетката, че зависно од тоа може да се одреди кој е развојот, односно развојната фаза во која се наоѓа клетката, така што има мембрански имуноглобулин М, мембрански имуноглобулин Д, и така натаму и така натаму. Друго, да што овие мембрански имуноглобулини всушност може да бидат секретирани од страна на плазма клетки, и тоа се нарекуваат секреторни имуноглобулини. Имаат релативно чиста структура како мембранските имуноглобулини, само што немаат протеински дел за прикачување на... Добро, значи видовме како Б клетките препознаваат антигени, односно кога ќе се врзат со овој мембрански имуноглобулин, кој нели е обкружен со два хетеродимери кои што го праќаат сигналот внатре во Б клетката. Добро, значи така Б клетката препознава антигени. Но прашањето е како Т клетката препознава антигени. Значи речеме има тука некој антиген, така со сигно, и дали се препознава директно кога ќе стапи во контакт со антителата. И одговорот е не. Значи не работи баш на тој принцип. За Т клетката да препознае антиген, антигенот првин мора да е асоциран, значи ова е антиген, мора да е асоциран, оста се прикаже на МХЦ молекула. Сега, претходно МХЦ молекулата ја забележав на Т клетка дека се наоѓа, но таа всушност не се наоѓа на Т клетка, него се наоѓа на сите други клетки на некој си начин. Сега, постоја класа 1 и класа 2 МХЦ молекули, не се тие битни, но главното е дека Т клетката препознава антиген од кога антигенот ќе биде процесиран, значи замислете си ќе биде распарчен на парчиња, и тие парчиња ќе бидат ставени како е вид на изложба, ќе бидат презентирани заедно врзани со овој МХЦ комплекс, и кога се како такви, Т клетката може да дојде со неговите антитела и да ги препознае одредените антигени. Значи како иде процесот? Имаме одредени антигени кои се на некој начин проголтани од страна на други видови клетки, ќе ставам тука некоја си друг вид на клетка, и понатаму тие антигени се како еден вид распарчени, процесирани, и понатаму тие се презентираат на површината на таа клетка заедно со МХЦ. Значи го имаме МХЦ и ги имаме фрагментите од овој антиген кој го внела клетката. Така. И сега доаѓа тука една Т клетка. Доаѓа една Т клетка, ќе ближеме вака, со антителата на Т клетката, и само тогаш може да ги препознае овие антигени. Така, значи само тогаш може да ги препознае. Значи може да ги препознае кога се презентирани од страна на антиген презентирачки клетки. Значи овдека не напишав која клетка, зашто постојат многу различни видови, но главно кога презентира антигени ја нарекуваме антиген
презентеричка клетка, односно antigen presenting cell. Сега да видиме каков е всушност овој имуноглобулин, препознавачката молекула на Т клетката. Значи сега ако идеме овдека на страна и да направиме дека ова е мембраната на Т клетката. Уствари ќе ставаме на слика, најлесно. Еве, значи вака. Тука имаме каков е всушност рецепторот на Т клетката. Значи рецепторот се наоѓа TCR, се нарекува TCR, T-cell рецептор, затоа е TCR. Така, значи T-cell рецептор. Сега, самиот TCR е хетеродимер, односно составен од алфа, нели протеински ланеци, бета. Различни се, затоа хетеро, бидејќи се два е димер. Може да биде составен и од делта и гама, значи може да биде составен, не мора да биде алфа и бета, може да биде делта, добро, тоа е гама и делта, но 95% од случаите е алфа и бета, како што е на слика, значи ретко е гама и делта. Сега, повторно, како и кај Б клетката, овој алфа и бета дел го врзува всушност антигенот кој е презентиран на МХЦ комплексот, но не го пренесува сигналот. За пренесување на сигналот потребни се овие CD3 молекули кои се димери, има различни, значи може да бидат епсилон делта, епсилон гама, или пак овие одека доле. Има и некои други комбинации, но овие се најчести. Сега, CD3 всушност е одговорен за пренос на сигналот. Така, значи претходно кај Б клетките ги имавме хетеродимерите изградени од имуноглобулин алфа и имуноглобулин бета, па овдека имаме димери изградени од епсилон и делта, епсилон и гама, или пак овој символов не знам како се чита. Ќе видам на интернет, ќе знам за нареден пат, но не е битно. Значи главно е дека сите тие служат за пренос на сигнал. Сега, кај алфа и бета, претходно кај TCR, значи кај T-cell рецептор, всушност едниот е константен, значи да речеме дека ово е константен, додека другиот е вариабилен. Така со цел да имаме различни рецептори, за да може да се врзе со различни антигени. Кај Б имавме долниот дел кој е цело време константен, така само горните делови беа вариабилни. Па овдека едниот ланец е константен, едниот цел друг ланец е вариабилен. И тоа е главно како е изграден рецепторот на Т клетката. Сега ќе збориме малце подетално за МХЦ, односно за Major Histocompatibility Complex. Добро, значи сега ќе спомнеме малце повеќе за главниот хистокомпатибилен комплекс. Значи главниот хистокомпатибилен комплекс од гените кои се потребни за негово кодирање, така значи многу голем диверзитет на гени, односно има многу алели. Алели се всушност варијации на генот, особено во популацијата. Бидејќи имаме толку многу алели, за најголем дел од алелите ќе бидеме хетерозиготи. Така значи нема бидат две доминантни алели или две рецесивни алели, значи дека биде една доминантна и една рецесивна. И овој голем диверзитет на различни гени кои кодираат за МХЦ е всушност многу важен со цел да имаме добар стекнат имунитет. Така, ако имаме голем диверзитет, имаме поголема шанса да одговориме кон различни видови антигени. И гените, например, ако бележиме како еден теломер овдека да имаме, мислам еден крак од хромозом, значи ќе земеме еден хромозом, ќе го направиме вака, тука од центрот имаме центромер. И на крајовите нели имаме теломери кои служат да не се слепуваат хромозомите и плюс да не се троши добар генетски материјал поради секоја делба што се губи малце. Сега ако обележиме вака, на крајот ако се наоѓаат вака теломерите, така на почетокот е центромерот, всушност класите, односно регионите кои кодираат за различни класи на МХЦ се распределени на следниот начин. Значи првин иде класа 2, иде класа 3 и иде класа 1. Значи постојат различни класи на МХЦ и тие се распределени и убаво стиснати на некој начин еден до друг, односно се тесно поврзани генските локуси каде што се наоѓаат. Значи тука сега имаме една шематска презентација од како изгледаат
МХЦ, барем од класа 1 и од класа 2. Значи тие се глукопротеини. Така, значи, да забележиме, значи овие се двете глукопротеини. Кои имаат цитоплазматичен дел, значи гледаме имаат цитоплазматичен обел, опашка, трансмембрански сегмент и екстрацелуларен. Имаат голем спектар на специфичности кои врзуваат различни пептиди, кои врзуваат овдека во оваа празнина, односно клефт се нарекува, процеп еден вид. И тоа е главното место каде што се разликуваат, например во структурата. Гледаме имаат различен вид на овој процеп, односно клефт, каде што се врзува пептидот. Освен тоа имаат некои други разлики, но не се до толку битни, например во бројот на аминокиселини кои градаат, например зависи какви антигени доаѓаат до нив. Ќе видиме тоа сега на кратко. Например, едните добиваат цитосолни, другите добиваат везикуларни. Друг интересен факт е, например, класа 1 на МХЦ комплексот е препознаен од те клетки кои имаат CD8 сигнални или трансдуктори, додека класа 2 е препознаен од те клетки кои имаат CD4. Тој кој го видовме претходно. Односно ние го видовме CD3. Но добро, не е битно, има различни такви мембрански трансдуктори. Сега да видиме последната разлика, односно како доаѓа однесување на антигенот до презентирање на тој антиген врз површината на овие МХЦ молекули. Значи ова, ако размислиме, ако ја сметаме дека е ковна трешност таа клетката, значи речеме дека тука е јадрото. Така, значи дека јадрото го имаме ендоплазматичниот ретикулум, така дека ќе поделам како едната и другата, како би се одвивале. Потоа го имаме Голджиевиот апарат. Така, има транс, цистрана и тој прави везикули. Кои патуваат нагоре до мембраната. Сега, кај класа 1, антигенот кој ќе обележам со сина боја, че тука е антигенот, ќе влезе низ мембраната, така патува тој антиген до тука некаде. Значи тој антиген ќе биде разграден од страна на протеински пумпи, веќе најчесто антигенот ќе биде протеин. Така, значи ќе биде разграден на мали пептиди. Тие пептиди ќе влезат во ендоплазматичниот ретикулум. Така, значи ќе влезат внатре во ендоплазматичниот ретикулум, ќе бидат спакувани во една везикула. Тука кои ќе се спакуваат, всушност ќе се врзат заедно со класа 1 МХЦ комплекс. Така, значи ова, иако дека е големо нацртано, всушност ќе биде дека мало, така ќе се врзат заедно со него и ќе патуваат како такви до Голджиевиот апарат, каде што тој ќе ги препрати во друга везикула. Ева, ќе бележиме, тука ќе бележиме антигенот кој е врзан. И таа ќе си патува се до горе и на крај ќе искочи на површината на мембраната заедно со антигенот кој бил расцепкан на некој си начин, врзан за МХЦ молекулата. Додека кај класа 2 на МХЦ, МХЦ молекулата е тука подготвена, така значи ова виолетовата МХЦ молекулата и таа си патува до тука некаде, додека антигенот исто се внесува, ама антигенот не патува до ендоплазматичниот ретикулум, него овдека иде во ендозом, се расцепкува и тие расцепканите во оваа фаза се додаваат на МХЦ и како такви после сидат нагоре и се експресираат. Мислам се појавуваат на мембраната. И тоа е главната приказка. Значи добро. И тие сега МХЦ молекули ќе си бидат на површината на овие АПЦ клетки, односно Antigen Presenting Cells. Има вакви професионални антиген презентирачки клетки како што се макрофагот, Б клетките, исто дендритични клетки, тука спаѓаат всушност и лангерхансовите островчиња, лангерхансовите клетки во панкреасот и други, така натаму и така натаму. Добро, значи тоа беше главно за препознавачки молекули. Сега ќе направам уште едно видео кај што ќе видиме како се добиваат различни видови на вакви препознавачки молекули, како имаме толку диверзитет, односно голем број на варијации, но тоа ќе направиме во наредното видео. Значи во ова увидовме дека
Имаме различни имуноглобулини кои се наоѓаат на Б клетките, на Т клетките и работат на различни начини. Значи тие на Б клетките имаме таков мембрански имуноглобулин кој прифаќа антигени, и после сигналот се пренесува преку овие хетеродимери, се пренесува внатре во клетката, додека Т клетките препознаваат само доколку антигенот е презентиран на МХ комплексот, од страна на антиген презентирачки клетки. Значи, антиген презентирачки клетки го примаат антигенот, го презентираат на својата мембрана заедно со МХЦ. Те клетките имаат ваков TCR рецептор, односно T-cell рецептор, кој е асоциран дали со CD3, CD4, CD8, имам различни такви молекули, кои му помагаат за го пренесе сигналот, значи тие му помагаат да го пренесе сигналот и исто така помагаат за да се врзе тој рецептор со антигенот кој е на МХЦ. А МХЦ видовме дека има 3 класи, ги разгледавме две кои се поважни. Тие всушност се глукопротеини кои се на мембраната на овие антиген презентирачки клетки и на нив се презентираат антигените кои претходно биле процесирани и може да бидат процесирани на различни начини зависно од која класа на МХЦ молекули ги имаме. И тоа се за овој видео, се намекнував што нови, ќе се видиме во наредното видео.